Истражувањето е работено врз основа на податоците добиени од МОН за исплата на плати на вработените во јавните високообразовни научни установи и тоа за јануари 2019 година, кои што се добиени согласно Законот за слободен пристап до информација од јавен карактер, со помош на тој закон НАКС ги побара податоците и ги доби во законски предвидениот рок. Од статистиката која што ќе ја прикажеме, исклучени се медицинскиот и стоматолошкиот факултет, поради двојниот работен однос на наставниот кадар кој врши здравствена дејност. Ако се условат измените во законот за работни односи со кои што сите вработени ќе мора да заминат во пензија на возраст од 65 години, тој просек ќе се намали на 9,5 години за редовните професори зборуваме. Како што можете да видите од овој слайд, со црвена боја се обележани редовните професори, а со сина боја се обележани асистентите на различните единици науки. Од 28 исклучени медицински и стоматологија, од 28 единици, дури на 8 единици науки нема ниту еден асистент. На многу единици има по еден, два, што воопшто во иднина не е доволна бројка асистенти кои што може да ги заменат професорите кои што ќе заменат. Ова ни говори за еден прилично нелогичен однос на надлежните, селективен, волонтаристички, ако сакате, по однос на вработувањето на кадарот на универзитетите, од причина што за секое вработување, без разлика дали се работи за работно место кое што е постоечко, има вработен од човек, за кое што се обезбедени средства во буџетот и замина во пензија или дал отказ или испразнето местото од различни причини, повторно треба да се бара согласност од Министерството за образование и наука и од Министерството за финансии. Тврдат дека ние имаме високи плати и дека не треба да имаме повисоки од тоа што го имаме. Меѓутоа, ние спремаме докази, сватете го ова како дел од една шпанска серија во која што второто продолжение ќе ви ги аргументира и сите наши цврсти докази дека ова не е точно, дека немаме високи плати и дека треба да ни се зголемат платите, ама затоа потоа сакам само да ме навлечам за да дојдете следниот пат и да ги следите сите наши истражувања. Ние немаме податоци според статистиката што ни е овозможена бесплатната статистика, какви се платите во високото образование, но затоа имаме само за платите во образование. Ако ја следите жултата крива како ни растеле платите низ годините од 2011 до 2019, ова не е точна крива за нас, нашата крива е права. Средното и високото образование ги добиваа, значи нека не ве лажат бројките за образование. Високото образование доби само некои си 3,8%, дока е 4 наместо 5. Понатаму, доколку сакаме, ајде да видиме каков ни е регионот, ќе видиме дека имаме во регионот држави кои што можеме да ги споредуваме. Не можеме да се споредуваме со Хрватска, тоа е Европска унија, ниту со Бугарија, ниту со Грчка. Споредбата покажува дека Косово, например, просечен редовен професор има 1400 евра, додека пак просечната плата е негде тука доле под над 350, значи помала е просечната. Коефициентот во однос на просечна плата во Косово изнесува 3,85. Во Македонија гледате во односот. Професорите зимаат малце повеќе од просечна плата. Во Албанија зимаат дупло и повеќе од просечна плата, при што надминуваат фамозната граница 1000 евра за која што се збори цело време. Србија исто така над 1000 евра и Црна Гора далеко над 1000 евра. Ова статистика е направена врз основа на сите податоци земени од интернет според една страница финансиска британска. Кога велиме за плати, кога зборуваме за плати, особено мислиме на платите на подмладокот, тие плати апсолутно не се атрактивни. На оние факултети кои што чии студенти пазарот ги бара,
младите луѓе едноставно не најдобрите, туку генерално не помислуваат да останат на факултет. Во една прилика на филозофски факултет имав презентација со која што се гледа во однос на платите, меѓу платите во високото и другите сектори. И го дадов примерот следен. Во овој миг, мојата демонстраторка, тоа е бивша студентка, која што е вработена како драматург во театар, во овој миг има 1500 денари поголема плата од мене како редовен професор. Кога би дошла кај нас, дури да се добие согласност, би имала 15.000 помала плата од платата која што во овој миг ја прима. Со перспектива за 20 години најмалку да стане редовен професор и повторно да има пониска плата од таа која што во овој миг ја добива. Прашањето е зошто би го направила тоа?